civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Денешната онлайн дружба тема национализам во рамки на граѓанскиот форум на цивилното завршуваме со интервју со Бранимир Јовановиќ. Бранимир, добре те најдовме. За тебе имам само едно прашање и мислам дека едно од поклучните прашања кои што го мачат ова општество кога станува збор за национализмот. Колку национализмот влијае на социјалната правда, колку влијае на економијата и како всушност тие се поврзани? Па да, многу влијае, дефинитивно многу влијае. Национализмот ги пораѓа најсиромашните, ги пораѓа најмногу работниците, но она што е иронично тука е што токму тие кои што се најмногу погодени од национализмот, па се први што го поддржуваат него. Тие се првите што гласаат за партиите кои што пласираат такви програми, такви платформи на изборите. И тоа можевме да го видиме, сме го виделе многу пати низ историјата, не само кај нас, секаде во светот, но можевме сега да го видиме на последниве избори кај нас, затоа што според мене најголем победник на овие избори беше национализмот. Зошто? Затоа што ако го гледате, например, албанскиот блок партија, условно кажано албанскиот блок, таму најмногу гласови доби ДУИ, кое што доби, ако не се лажам, 5 претеника повеќе отколку на претходните избори, ги доби тие претеници на една платформа која што беше националистичка, односно платформа која што заговара премиер кој што не е стручен, односно не да бираме премиер според неговата стручност и неговата способност и квалитети и тоа што тој го нуди на општеството, туку да бираме премиер според тоа која е неговата етничка припадност. Тоа е националистичка понуда, но граѓаните ги избраа нив. И не само што освоија 5 претеника повеќе отколку на претходните избори, туку освоија и околу 20.000 гласа повеќе отколку на претходните избори, со намалена излезност. Исто така, споредно со претходните избори, најголем губитник на таа, да кажеме, во таа арена, пак е СДСМ, кое што на претходните избори во 6-та изборна единица имаше самата 25.000 гласа, а на овие избори имаше 25.000 гласа заедно со БЕСА. БЕСА и СДСМ на претходните избори во 6-ката има 50.000 гласа, сега има заедно 25.000 гласа. Значи ги изгубија гласовите, а тие гласови отидоа најмногу кај ДУИ. Зошто? Затоа што луѓето се разочараа од она што беше ветувано, а не беше реализирано, односно СДСМ, владеачката партија, најмногу ветуваше, нели, едно општество за сите, правда за сите, ќе расчистиме со криминалите, ќе ги затвориме, мафија на робија, социјална правда ќе им дадеме на сиромашните, ќе се справиме со тајкуните, со богаташите и слични такви други работи. Скоро ништо тоа не реализира, односно реализира многу малку. И во таква ситуација луѓето се разочаруваат и кога се разочаруваат, значи оние што се разочаруваат се пред се посиромашните и работниците, и кога тие ќе се разочараат од партија која што им ветувала такви вредности, се свртуваат радикално, односно диаметрално спротивно, и гласат, бираат национализам. Тоа го видовме и, како што кажав, со ДУИ, но го видовме и со другата страна, македонската, условно кажано, страна, каде што пак една од партиите која што може да се каже дека е направи голем подем на овие избори, Левица, тој подем го направи повторно на националистичка платформа. Таа доби на овие избори пред се, односно од се што ветуваше пред овие избори беше ќе го вратиме името и ќе укинеме двојазичноста. Ќе го укинеме Охридскиот договор, ќе го поништиме Преспанскиот договор, ќе укинеме двојазичност, има, не знам, такви некои слични ветувања, ќе се справиме со велико албанскиот национализам и такви некои, значи, антиалбански пароли, и на тоа добија 37.000 гласа. Зошто? Повторно истата причина. Луѓето беа разочарани од неуспехот на владеачката партија која што ветуваше, да кажеме, социјални тематики, социјални вредности, не ги реализираше тоа и затоа се свртуваат кон овие. Ако може да се изразам на еден друг класичен начин, има една изрека која што често пати ние си ја кажуваме во тие кругове, тоа е дека ако луѓето немаат леб да јадат, дајте им национализам. И затоа национализмот пали. Работата е што предходно ние имавме партии кои што на тие луѓе кои што немаат леб да јадат, им ветува дека ќе им дадат леб, ќе им дадат, не знам, поголеми права, поголеми плати, повисока социјална помош и слично. Сега тие партии ги снема, односно или тие ветувања не ги реализира, па луѓето се разочара, или пак ги заборавија тие ветувања. И во таква ситуација
просперираат десничарите кои што ветуваат националистички пароли. Значи кога луѓето немаат леб да јадат и кога никој не им дава леб, луѓето се фаќаат за оно што некој ќе им го даде, а тоа е во оваа ситуација национализмот. Луѓето бираат да се лажат, да се трујат со национализмот, свесно бираат, иако може би се свесни дека тоа е штетно по нив, но тоа го прават затоа што немаат леб и затоа што никој не им нуди леб. Зошто всушност се бира национализмот како оружје, а не нешто друго? Велика, ако немаат леп луѓето да јадат, тие се фаќаат за национализмот. Зошто за нешто друго? Зошто не бираат некој друг начин за да го изразат својот револт кон оние кои што треба да им го обезбедат лекот и повисокиот животен стандард, туку се вртат кон национализмот. Што се должи тоа? Па не, гледате, на овие избори конкретно и немаше некоја опција, немаше партија што ветуваше, да кажеме, левичарски вредности. А СДСМ на овие избори беше многу помлака во тој поглед отколку на претходните избори. На претходните избори ветува прогресивен данок, па го воведо, па го укина. И сега на овие избори веќе не го ни ветува. И луѓето едноставно не гледат во нив левичарска опција. На претходните избори ветува повисока плата, повисока минимална плата, ќе го решиме проблемот со стечајците, ќе зголеме социјална помош за сиромашните и многу други такви некои левичарски работи. Дел од тие работи исполнија, не дека не, особено на полето на социјалата направија нешто, но на овие избори тие понуди беа многу помалку застапени отколку на претходните избори. Значи немаше таква опција. На овие избори немаше некоја вистинска левичарска опција. Имавме твоја мала нова партија која што може би во некои сегменти наликуваше на левичарска партија, но пак не беше тоа. Тие никош не кажа ќе воведеме данок за побогатите, никош не кажа ќе се справиме, не знам, со богаташите. Знаете, луѓето тоа сакаат. Често пати се зборува кај нас за популизам во негативна конотација. Популизмот е многу широка тема и тој не нужно е негативен, затоа што популизмот, коренот на зборот популизам значи попули, односно народ, грижа за народот. Популизмот значи да се грижиш за народот изворно. Но во политичката теорија има главно две струи, две гранки да ги наречеме на популизмот, лев и десен популизам. Левиот популизам, например, на луѓето им вика, ние народот сме против богатите, против елитите. Ќе се бориме ние сите против богатите, затоа што тие не експлоатираат, тие не крадат, тие не го земат левот, не ги земат нашите плати, ги стават на нивните сметки во Швајцарија, ваму таму. И ние сите се мобилизираме против богатите. Вие го немавте тоа нови избори. Немаше партија што кажа ние народот ќе се побуниме против богатите кои не крадат. А сите добро знаеме дека имаме највисока стапка на сиромаштво во Европа и највисока стапка на невработеност и највисока стапка на социјални разлики и дека имаме најниски даноци. Значи не само што имаме најмногу богати во оваа држава, туку тие плаќаат и најниски даноци и пониски даноци од останатите луѓе. И покрај тоа што е состојбата таква, сите тоа го знаеме, народот го знае тоа, ние немавме нови избори партија што ќе каже ние сме сиромашни затоа што богатите не крадат. И во таква ситуација ги имавме десничарите кои што викаат ние народот се бориме, не знам, обично нели кај македонскиот блок тоа е, ние македонците се бориме против велико албанскиот национализам. Значи они не викаат се бориме против албанците затоа што тоа е апла националистички, туку викаат се бориме против велико албанскиот национализам. И тоа е секогаш така. Хитлер исто тоа го викал. Хитлер кога е напаѓал Полска, он не викал ние ќе го освоиме пољаците, туку да вика Полска нас не напаѓа и ние се браниме. Секогаш е таа реторика. Од друга страна ги имате албанците кои што викаат ние ќе се бориме против велико македонскиот национализам, кој што ни ветува дека не знам ќе направи оно. Значи тоа е десничарскиот популизам кој што вика ние народот се бориме против другиот непријател кој што обично е низ етничка призма. И во ситуација кога вие немавте партија кој што ќе каже ние народот ќе се бориме против богатите кои што не крадат, а имавме партија кој што вика ние народот ќе се бориме против другиот кој што албанците или македонците кои што не крадат, луѓето го бираат тоа. Значи популизмот е многу важно да се разбере, многу битно да се разбере и не треба да бегаме од него нити како граѓани, ниту не знам како политички партии или политички активисти. Не сме да го отфрламе популизмот во смисла да кажеме како тоа е штетен, туку треба да го разбереме и дури ако сакаме да правиме некои промени во општеството, дури треба да се служиме со него, но пак ќе кажам многу внимателно. Не во смисла на десничарскиот популизам, на десниот популизам, туку можеби преку лев популизам кој што ќе значи се бориме против оние кои што се вистинскиот проблем во општеството, а тоа се моќните корумпираните олигарси кои што ја плячка државата и ги осиромашуваат работниците
и тие пари наместо да завршат кај обичните луѓе, завршуваат кај богатите на сметки во, не знам, швајцарски банки или каде да е. Тоа што вакво царување на национализам кој што принципно ги доведе според вас и изборите со вакви резултати како што ги имаме и со формирање на влада како што очигледно ќе се формира за кратко време, како ние на овој начин и со овие политики можеме да адресираме патот кој што веќе го посетивме кон Европската унија? Гледате, ќе биде многу тешко сега да се направат некои промени и следната влада ќе има, мислам, многу тешка работа, веројатно најтешка работа во последниве, не знам, можеби не историјата на оваа држава, но последните 15-20 години сигурно. Многу потешко отколку на претходната влада. Зошто? Затоа што претходната влада имаше бришан простор, имаше карт бланш, имаше легитимитет и што и да направеше на почетокот, претходната влада во 2017 година, луѓето ќе го прифатеа тоа. Да кажеше, не знам, го затвараме овој, иако можеби нема правна основа за тоа, луѓето каже затворете го, слободно ви веруваме. Дојдовте на власт преку протести, ве поддржувавме, се боревте со години, имате право сега да работите. Оваа влада го нема веќе тој комодитет, ја нема таа комоција, практично го изгуби легитимитетот, односно можеби не го изгуби целосно, но значено си го намали. Со тоа што ветувањата кои што ги даваше, не ги реализираше. И затоа ќе има многу потешка работа од претходната влада. Тоа е првото. Второто е што оваа влада ќе биде многу по-нестабилна од претходната. Сега не се знае точно кој све ќе влезе во таа влада, но еве да кажеме дека ако биде само СДСМ и ДУИ, таа влада ќе зависи од еден-двајца претеници. Ќе има многу тенко мнозинство, еден-двајца може да се наутат или од било која причина да кажат не гласаме веќе и владата паѓа. Ако пак во владата влезат и другите албански партии, односно Алијанса и Алтернатива, таа нема да биде толку нестабилна, но веќе имате многу партии и поделбата на ресорите веќе станува проблематична. Знаете дека политиката кај нас за жал е сведена на пазарење. Секој тој дај ми 5 министри, дај ми, не знам, 20 директори, дај ми ова, дај ми она, и ќе имате ситуација кога на позиции ќе се поставуваат само ќе се гледа како на клучните позиции ќе се гледа само низ призма на бројки, толку кадри на ДУИ, толку кадри на Алијанса, а нема да се гледа низ призма на квалитетот на луѓето и тоа ќе го отежне функционирањето. Па секој од тие партии понатаму ќе знае дека ќе може да уценува, па ќе каже сакам 20% вработувања од следните вработувања, 20% да бидат од мојата партија. И некои други такви барања на слични било какви да се. Така што тоа е втора причина зашто ќе има оваа влада многу потешка работа од претходната. И последната е што ние се наоѓаме сега во огромна криза, во најголема криза, а не само ние, целиот свет во последните 70 години, по Втората светска војна. GDP во Америка падна за 33%, тоа е ненормална работа, незамислива работа. Иако сум економист, никогаш не сум можел да замислам дека GDP на некоја држава може да падне за 33% во рок од неколку месеци. Океј, GDP е само статистичка категорија, знаеме дека не мора нужно да значи отпушање на луѓе, ама имате податок дека 40 милиони луѓе во Америка останаа без работа. 40 милиони се 13% од населението во Америка. Во Македонија тоа е околу 300.000 луѓе да ви останат на улица, без работа да останат. Океј, поминавме ние низ нешто слично такво во транзицијата, ама не беше во рок од неколку месеци. Сепак беше подолготрајно. Сакам да кажам дека да илустрирам со каква криза се соочуваме. И не е тоа само економска криза, имате многу други проблеми. Еве сега не знаеме што ќе се случи со школите. Дали ќе има, кога ќе почне школската година, како ќе се оди, дали нема да се оди. Па не знам, да се навратиме пак на економијата. До сега државата нудеше некаква подршка за фирмите и за работниците да не добиваат отпуштање од работа. Сега тие мерки се истрошени, веќе нема. Државата веќе не покрива плати на работниците, што значи дека фирмите можеби ќе почнат да отпуштаат повеќе отколку претходно, па ќе гледаме затварање на фирми и слично. Така што ќе има многу тешки такви некои реални проблеми, со такви реални проблеми ќе се соочи владава, да не го забораваме и здравствениот аспект на кризата. Сите зборуваат дека ќе има следен нов втори трет, како сакате наречете го бран, односно ќе има уште поголем број на новозаразени случаи и поради времето и поради сезонските други болести, грипови и слично, што никој не може да предвиди колку ќе биде тоа страшно, дали имаме доволно капацитети да се справиме со тоа и во здравствениот систем, и во економијата и слично. Така што ќе има навистина такви тешки проблеми. Така што да реални да бидеме,
барем во првите, не знам, пола година, оваа влада нема да може да работи скоро ништо и ќе треба само да гледа како да го преброди тој период, како да ја преброди оваа криза, па дури негде од средината на наредната година ќе можеме да зборуваме, не знам, и за ЕУ и за некои си други такви проблеми. Сега на краток рок наредната влада мора да мисли само на ковид кризата и на ништо друго. Се друго треба да се заборави. Не само владата, било која политичка партија или експерт стручњак не смее да збори ништо друго во наредниот период во оваа држава. Се претерувам, малку си карикирам, но суштината веројатно ја доловувам. Не смее да збори ништо друго освен корона кризата, затоа што тоа е висинскиот и тоа е главниот проблем со кој што ние сите треба да се соочиме како општество. Значи има и други проблеми, не дека не, но сите тие треба да се заборави сега тука на добивање на политички поени, ефтини политички поени на база на криза. Ќе ги критикуваме, не знам, неуспешен е министерот, овој е неуспешен, не го бива неспособен, сменете го министерот и со такви изјави да пробуваме да добиваме поени. Такви работи се непотребни, се деструктивни, не се конструктивни во овој период и не треба да ги има. Поентата ми е да го повторам пак она што сакам да го кажам. Наредната влада ќе има многу тешка работа поради повеќе причини и нема да може да прави некои големи суштински реформи, туку ќе мора да се фокусира пред се на корона кризата и да ја преброди, да успее да ја преброди не релативно мирно, па веќе од наредната година, негде од средината на наредната година веројатно, кога ќе се смири кризата, да се почне со посуштински реформи. Тие суштински реформи најверојатно би требало да подразбира како и да се размислува како да се решат последиците од самата криза, меѓутоа и како да се намали онаа стапка на сиромаштво што ние имаме, за да не доаѓаме до ситуација да го бираме како алтернатива национализмот наспроти добриот живот и квалитетен живот. Дефинитивно. Кои се според вас, да речеме, политики кои што некако им избегнуваат секогаш од владините политики во решавање на тој дел од да речеме социјалната правда? Да, значи апсолутно е тоа така, а она што оваа криза го покажа е дека ние немаме само проблем на економска активност генерално, агрегатно, туку ние имаме проблем со тоа што различни луѓе се различно погодени од криза. Сега кај нас нема некои податоци за да можеме тоа пластично да го илустрираме, но во Америка има. И Америка е најдобар пример за тоа. Спомнав, 40 милиони луѓе останаа без работа, можеби сега да се повеќе од 40 милиони. Од друга страна, милиардерите го зголемија нивното богатство за 600 милиарди. Ненормална работа. Пазите, во најголема криза во историјата, но имате милиардерите си го зголемија нивното богатство. Тоа ви покажува дека ние се соочуваме со трул економски систем. Економски систем кој што не функционира, не само кај нас, туку секаде во светот. Капитализмот едноставно не функционира. Не функционира онака како што треба и треба да се замени што е можно побрзо. Се разбира, тоа не може да се направи со декрет, кажуваме од денеска. Го уништуваме капитализмот, воведуваме, не знам, комунизам, социјализам, што и да е. Не може тоа така да се направи, туку треба постепено да почне да се гради некој похуман систем. Кои би биле контурите на тој некој похуман систем? Пред се да се грижи за обичниот човек, за сиромашните, за работниците, за обичните луѓе, а не за бизнисмените, за милиардерите, милионерите, богаташите, олигарсите и другите. Кај нас оваа криза го видовме токму спротивното од ова, затоа што ќе кажам неколку примери. Не знам, владата, техничката влада формираше економски совет за да даде мерки, совети како да се справиме со корона кризата, и во тој совет имаше, не знам, представници на сите комори во државава, неколку други бизнисмени познати во државава, немаше ни еден представник на синдикат, ни еден синдикалец, немаше ни еден економист кој што има, кој што да кажеме од левичарска провиниенција или се залага за работниците, за сиромашните. Тоа ви покажува дека владата и во оваа криза пред се го слуша гласот на богатите, на бизнисмените, а не на сиромашните и на обичните луѓе. И како очекувате таква влада да работи во интерес на работникот и на обичниот човек? Не може. Затоа најголемата перверзија ја видовме, да државна помош за плати на работници, државата им дава на фирмите, тие наместо да им ги дадат на работниците платите, си ги стават у свој џеб. Како да ви кажам, тоа е невиден криминал, не сме тоа да се дозволи. Значи, и тоа ви покажува дека државата и кај нас во оваа криза пред се работеше во интерес на богатите и моќните, а не на сиромашните и работниците. И тоа мора да се смени прво, да се воспостави систем во кој што тоа веќе не е ни сменување на систем, туку овој систем сега што го имаме да почне
да се фокусира и да размислува за обичните луѓе, за работниците, сиромашните и оние на кои што им треба поддршка, да работи за нив, да се грижи за нив, а не за богатите и за оние другите од другата страна. Тоа е првото што мора да се направи. Значи начинот на размислување да се промени, да почнеме да размислуваме на тој начин. Второ, мора да се прават и некои одредени системски промени. Сите зборуваме, не знам, треба да се инвестира во здравство, го видовме тоа во оваа криза. Образованието со години го збориме на нас, за дека ние никакво на Шангajска листа сме последни, на PISA рангирањата сме последни, 2/3 од младите се функционално неписмени и слично. Ги кажуваме тие статистики постојано и сите знаеме дека една од причините е што не се вложува во образование, ама никако да видиме поголемо вложување во образование. Ќе дојде сега пак студено време, ќе видиме загаденост. Владава ништо не направи за тоа во последниве, не знам, година дена. Океј, можеби не можеше во време на корона, ама претходно можеше да работи, а не работеше на тоа. Значи ќе видиме бројни општествени проблеми кои што во крајна мерка се сведуваат на тоа, на повеќе пари, на повеќе вложувања од страна на државата. А нашата држава има најмал буџет во цела Европа. Нашиот буџет, гледано како процент од GDP од економската активност, е само 30%. Во Шведска е 55%. Во Словенија, не мора да идете во Шведска, во Словенија е 50%. Хрватска е околу 50, 45%. Значи сите држави скоро во Европа имаат поголеми, многу поголеми буџети од нас, ние имаме многу мал буџет. И во таква ситуација не можете да инвестирате вие во квалитетно здравство и образование, не знам, загадување, култура или што и да. Едноставно државата нема доволно пари. Од друга страна пак имаме најголем процент на богати во цела Европа. Значи најбогатите 1% луѓе во Македонија заработуваат 14% од вкупниот национален доход, односно 14 пати повеќе отколку што заработува просечниот човек. Нема друга европска држава која што има толкав процент. Например, во Франција тој процент е 6% или така нешто. Во Шведска е, не знам, 5%. Во Холандија е, не знам, 6 или 7%, така нешто. Германија има висок процент, мислам дека беше 12, таа е веројатно втора во Европа. Ние сме највисоки 14%. Значи, имаме најголеми богаташи, најмногу богаташи во цела Европа, од друга страна најмала држава, најмалце пари за услугите на државата. Зошто? Затоа што имаме даночен систем кој што е швајцарско сирење, кој што не им зима парите на богатите, кој што богатите ги даночи помалце отколку што ги даночи сиромашните. И воведовме, од 2 успеавме да воведеме некој си мал, слаб прогресивен данок од 2018 година, го укина после само пола година. И тоа е проблемот. Тоа мора да се свати дека не може да се развива држава, да се средува, да се смени нешто во општеството, ако ви имате таков систем кој што не им зима пари на богатите, туку им зима пари на сиромашните. И пазите, дури во оваа криза ние видовме некои перверзии. Државата, владата реши да ја зголеми акцизата на сите горива во оваа криза, за да собере повеќе пари, а не реши да воведе данок за богатите или за големите фирми. Значи зима пари од обичните луѓе во оваа криза, иако тие остануваат без работа, а не зима пари од оние кои што имаат од богатите и од големите фирми. Или сега пред 2-3 недели со поскапувањето на струјата. Никој нормален во цел свет не поскапува струја во ваква криза, нашиве паметњакови ќе решија из чиста мира да поскапат струја. Значи, недозволиво нешто. И тоа ви покажува дека нашиот систем тука кај нас е уште поперверзен од целиот свет. Ја спомнав Америка, ама вие во Америка немате ситуација на покачување на струја. Трамп, како ви дае, не реши да покачи струја. Нашиве се уште по од него. Нашиве решава да покачат и акциза, да покачат цена на струја во ваква криза, наместо да земат пари од богатите, кои што, пак ќе кажам, ги имаме најмногу во Европа, или да земат пари од големите фирми, кои што исто така ги имаме, остваруваат најголем дел од националниот доход. И овој индикатор само да го кажам, значи GDP, економската активност, односно доходот кој што националниот доход што се стварува во една држава во една година, се дели обично на пари што идат кај фирмите, кај работниците и кај државата. И обично во развиените европски држави, не знам, кај фирмите завршуваат околу 40% од вкупниот национален доход. Кај работниците, не знам, 40, карикирам сега со бројките, или од прилика 40 кај фирмите, 40 кај работниците и 20% кај државата. Кај нас, наместо 40% кај фирмите, 55% од националниот доход оди кај фирмите. Кај работниците идат само, не знам, 35%. Фирмите заработуваат скоро двојно повеќе, односно 50% повеќе од тоа што заработуваат работниците. И државата наместо да им земе профити, да им земе пари од профитите на тие фирми, таа зима пари од обичните луѓе. Значи ние имаме 200 фирми, 200 големи фирми во оваа држава, оние монополските, тие што сега излобираат да се покачи цената на струјата и многу други такви.
остваруваат, секој од нив остварува над 1 милион евра добивка, чиста добивка, секоја година, односно вкупно имат 1 милијарда евра добивки. Државата ги пушта и плаќа данок од само 8%, ефективна стапка од само 8%. Јас и вие, сите плаќаме од прилика данок, 33% на државата. Од мојата бруто плата, ја плаќам 33% на државата, јас што имам плата, не знам, 500 евра, плаќам 33%. Фирма што има добивка 100 милиони евра, плаќа данок 8%. Па дали е тоа праведно? Се разбира дека не е праведно и државата наместо да ги зголеми даноците за тие екстра профитабилни, за тие големи монополски фирми, таа решава на работниците да им воведе, не знам, повисока акциза, да им воведе повисока струја и слично. Значи, необходни се такви системски промени, повеќе пари да се земат од богатите и од големите фирми и тие пари да се вложат потоа во сите овие работи што ги спомнав, во образование, здравство, култура и сите други услуги на државата.